Здраво се, вклучвам повторно зборувам за денешниот датум 16 декември 2025 година, каде роден ден слават Факултетот за земјоделски науки и прехрана Виорика Даншила, Филозофскиот факултет Скопје и уште доста слични на нив институции и личности. Денес одбележуваме 30 години дипломатски односи со Италија, Франција, Германија, Холандија, Обединетото кралство и Данска. Гледаме што се случува во меѓународната политика. Албанија и Црна Гора пред завршувањето на преговорите со ЕУ. Бугарија во политичка криза. Протести во Романија поради судската реформа, но во Бугарија најверојатно ќе има предвремени избори и кој да победи, еврото останува од 1 јануар и нема да има референдум и не сме да има затоа што Бугарија донесе таа одлука пред 20 години кога ги завршуваше преговорите со ЕУ. Тоа исто како некој кај нас да побара да има референдум, дали сме за независна, суверена и самостојна држава со право на повторно враќање во Југославија. Имаше таков референдум на 8 септември 1991 и тие кои имаат тогаш право на глас беа тие кои одлучуваа. А дали на кого и колку му одговара, тоа е веќе друго прашање. Не може сега на секого на кого не му е некоја одлука по ќеив, специјално за него да има нови или да се распишуваат референдуми по прв пат само затоа што не му е по ќеив. Овде нема терање ќеифови. Реалноста е таа. Напролет во две држави, најмалку во Европа, ќе има демократизација. Барем според мене. Унгарија и геноцидните. Понатаму. Гледаме дека не е сејна ситуацијата и со администрациите во доста западни држави. Одбрана и антивладени протести во Словачка, а како стојат работите ќе има и во Чешката република. Ја гледам дека и Шведска и Данска треба да го воведат еврото и треба. Јас сум за и кај нас да се воведе еврото по примерот на Црна Гора и Косово. Се држиме кон девизата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ. Украина, Молдавија и Грузија треба да останат цели, влезат во НАТО, ЕУ и слично. Според мене мировниот план за Украина, па и Молдавија и Грузија. И добро е што се Хашки трибунал, нели, во Хаг и ЕУ и ХТ, нели, формира трибунал, посебни институции тела кои ќе се занимаваат со војни оштети и никој нема да биде амнестиран, тоа е најважно. Колку има замена за член 5 гаранции, во еден момент кој ќе има промена во Соединетите Американски држави, Украина, Молдавија и Грузија да влезат во НАТО, се разбира со границите од 1990 година. Обединетото кралство треба да се врати во ЕУ.
да се водат крајно прозападни надворешни политики. Ние имаме доста дома за домашната задача за спроведувањето реформи. Нема дека ќе имаме нов државен обвинител. Треба да правиме стратегии за секој еден сегмент од општеството и да унапредуваме, да има видливи резултати. И да се споредуваме исклучиво со недобрите. Не да се споредуваме, туку да се напредуваме, да видиме ние уште подобри од нив. Подобри од добрите. И само на тој начин ние ќе успееме да се изградиме. До нареден пат, поздрав!